Здраво, драги пријатели, време е за мијте ги мишките, оти смрди многу. Еве, тука е само за почеток една мала парола која што се наоѓа во фитнес клубот Паљо. Здраво, драги пријатели, време е за уште една епизода на емисијата Се кладиме заедно со мене и со Евротип спортските облажувалници. Ова недела имаме специјален гостин, кога мислам специјален, мислам на некој начин урбаната легенда во Битола. Човек кој што цел живот го посвети на спортот, на фитнесот, а од друга страна исто така и вистински шоумен. Кога и да постави некој видео на YouTube, на интернет, станува вирален хит и сите го коментираат. Со еден збор, со мене е Зоран Лазаревски Паљо. Лазаровски? Лазаровски се. Браво. Како е, Паљо? Супер. Ти благодариме што не угости во твојот дом. Па бога ми дом ми ова. Па некако Паљо. Вака, ќе почнам директно со прашање. Можда чудно ќе ти звучи, ама еве. Како е да си Паљот? Што значи да си Паљот? Кои одговорности се? Значи да си изложен на од една страна критика, од друга страна да имаш огромни предизвици. Што значи тоа заради тоа што нема низ Битола, не само низ Битола, низ цела Македонија човек кој што не те знае? Па, што знам, никош не сум размислувал за тоа да си поставувам јас нешто како е да сум јас или што треба да правам нешто, некој план или нешто. Цел живот живеам спонтано. И цел живот правам тоа што осеќам. Во моментот ако осетам нешто, го правам тоа. И најважно од се е што правам работи што ме прават среќа. Например, кога ќе снимам некој клипче, никогаш не земам да мислам сега по 1 сат или по 5 минути, така. по 10 минути ќе снимам клипче. Туку најнаш ми иде однатре нешто. Мијте ги мишките од измрди. И почнувам се снимам клипче и ми е гајле. Супер. Тоа за мишките стварно Беше хит на вистина. тоа моментално, значи влегвање еден човек, клубот е 350 квадрати. И сега почнавме да се прашувам меѓу нас другарите, добро бе, колку квадрати може една мишка да засмрди? Влегвање да корни да смрди, да не можеме значи да дишиме, потоа ја да ми извини, ама многу ти мирисат мишките. И така во тој момент ни дојде тоа за И го напиша. Да е да. како едно правило во самиот клуб. Да. Ајде да започнеме од самите почетоци, кога прв пат започна да се занимаваш со фитнес, со професионален бодибилдинг. Прв пат. Значи прво уште како малку почнав да се занимавам со спорт. Најпрво почнав да се занимавам со велосипедизам, бициклизам во Југославија вика. На 14 годишна возраст. После 2 години покасно почна филмовите со Брус Ли, одевме Значи, на од кино. филмовите почна целата работа. Се заразивме. Јас имав истиот печет кога ќе гледам филм од Брус Ли, после 2-3 сати Готово, вака излегот мала. од кино, се тепаме сите после. Да ти ептено старото кино, значи Да, јас кино не патим. да. И почнав да тренирам карате тогаш, интензивно. И Значи прво карате. не прво велосипедизам. Да, велосипедизам, да, добро. натпреварував во тогашна Југославија, бев добар во Република Македонија, бев во првите двајца, тројца. Значи освојував место како јуниор. И после заразив со каратето, почнав да тренирам карате, како што ти реков од филмовите. И И те задржа подолго време. Ме задржа подолго време, негде од 16 години до 25 години. Карате. Карате, да. За ова информација не знаеш, значи од тогаш до денес дали ги памтиш на пример тие кати, вештини и така натаму? Да, памтам се, од време на време се тренирам. Имам црн пояс прв ден, после покасно положив и за втор ден и одев по напревари. Ти одев го престап. Ти одев го престап, иначе 12 дена и секој ќе беше во тоа. Да. И кога го откри билдингот? И така дојдов до каратето, многу ми лежеше на душата, пошто така не само физички, туку психички се надградваш. Така. И менталитетот го подобруваш, волјата подобруваш за живот, пофокусиран си, поконцентриран си, полесно ги совладаш проблемите понатаму што ќе ги начекаш во животот. И после бев 70 кила, 71-72. И кога ќе ме прашаја многу слаб си, едно друго, ми Брус Ли беше толку, да, ама Брус Ли беше на глава и 2 или 2 понизок од тебе. Дали ти беше идол, Брус Ли или не? Да. Значи првиот идол беше и филозоф, не само Да. значи што тренираше кунг-фу, джет кундо неговиот стил, туку беше и филозоф. Пред да започнеме да снимаме, спомнавме некоја мисла од него исто. Дека дајте ми вие мене. Да, Брус исто така, значи на учениците му велеше помогни ми за да ти помогнам. Ако оди некој да зе и да не биде концентриран, да не го слуша како што треба, џаби му. Например, Брус Ли има напикана за него, толку многу сакаше да учи од тој Јип Ман, неговиот учител стариот, што
само измислуваше некои работи како да научи повеќе од другите. Групата беше 20 души, оде еден ден и на професорот му вели не, но дете умре мајка му, нема да дојде никој на тренинг. Така. Трча напред, ги пречека учениците му, вели учител е болен, денес да има тренинг. Се враќа кај учител и вежбат само тој ни пусти. И тој ден го искористи максимално за да може да му кажува само него, да може да... Така. Да, значи такви примери има некој за неговата гениалност. И да се вратиме кога го слетна билдингот. Значи беше на 70 кила, само Брустише беше повисок. Си реков ови армо велат, не е мајта пова, треба да си клам некој кило и почев. Си реков сега кај да се вежба во градот немаше ни на теретана, тоа беше 86-та година ниде. Тогаш сум роден, ја сета. Да. 86. И во градот ние на теретана немаше. Сега си велам, имаше некои почне по некои визби, по некои табани, и си реков дај да направам нешто, се качев на тавана, го разгледав, беше мално, 4 на 4, така нешто, 16 квадрат или 5 на 5, така нешто. И да направам нешто импровизација, тука некој справи, че па ајде оди во отпад, зема железа, швајцова ги, до Со малтерполни ги, сиромаштија беше. каначки онакви. Да, сиромаштија беше, не, последно време си велам цевки каде најме да направам клуб, и одам ноќе во стовариштата да ни кажам кои се сега. Ја тргам цевката, кочината, лад, бегам за да цевката 6 метра паѓам, станам дојде другари помош. И така почнавме, сечевме, правевме, ги направивме справите. А вежбите од каде? Тоа беше многу стварно, значи време Измислувавте, кај што заради немаше тоа што мора да имаш информација. Сега изгуглај, напиши едно друго ќе се појави вежба. За тоа време немаше ни интернет, значи немаше ни кој да ти ги каже вежбите и немаше списанија. И после почна на време Петар Чеик да вади едни списанија. И Милан Чабрич извади на нова книга Лепо тело на српски, тоа ќе славиш. Лепо тело за 6 месеци. И затоа се Да. Лепо тело за 6 месеци. Стварно многу јака книга, уште ја чувам дома. И во неја се си пишеш, значи од почеток. Почетник како да тренира, како да се храни, колку седи, колку си висок, колку си низок. И ден Цел систем. Цел систем. Ден днес ги гледаме таа книга, се чудиме, значи уште Си држи може вода. да се користи, да, се држи вода. Значи и горе направи неколку справи, така? Да. На таванот. Да, обовезно направи го справи, после почна да вежбат кај мене Жарко Срдич, Сони идеја, вели, јас му велам, што треба ти дајме за да што вежбам, мене нешто прамостено киво млеко или нешто. Или јогурт, знаеш, се во јадење претворавте. Кој пари, кој бакрач, да се најади да Значи фитнес паѓа може да започне таму на таванот, на некој начин почетоците. Да. А понатаму како се разви до тоа да се занимаваш професионално? Па веќе 86-та ја направив горе на таванската вежбална. Почна се појавуваат некои клубови низ градот или не? Уште немаше. Се отвори еден во скривницата во Карпош, ама мизерни услови, многу дека немаше воздух, немаше ништо. Во скривница. Појдовме направи тренинг со тепа, подсмеја натре, значи во едната соба, дека скривница во едната соба една става, во другата трикаш до кај си ти отијас овде готово, па се немате. И си реков море натаман ќе си вежбаме по-убаво ми. И са натаман 87-ма први направа. Значи само 11 месеци вежбав. Резултати имаше? Резултати имаше. И сега многу интересно, пошто бодибилдингот вистина потекнува од Битола. Значи нема врска ни од Скопје, ни од ништо, ни Београд, ни Југославија, ни ништо, ама таа е вистината, нема тука шо. Оти Петар Челик го дојде во времето на Југославија 25 милиони луѓе во Битола, па ова е градот на глударите. Секој втор човек вежбал. Значи не е случајно. Не е случајно, не е случајно. Сега во Битола може да има најмногу билдерници, да те да, има теретани, има се уште тој тренд си трај. Значи почна се од тавано и сега вака. И сега значи од 77 до 87 немаше во Македонија атлетски бодибилдинг федерација во Македонија, немаше, не постоеше. Значи тогаш 87 ние го направивме општински направа во Битола во Партизан киното. Скршија вратите за да влезат, висеа во мајмуни горе луѓе, не знам како многу луѓе, значи не можеме да дишиме. Значи од една страна и шоу се направи, значи не само истата година се направи Сојуз атлетска гимнастика се викаше Југославија на Македонија и одма од Битола идовме во Скопје на државниот натпрев во 87 во салата МЗТ беше. И еуфорија не виде, излегов втор во Битола и излегов втор во Македонија, само со 11 месеци вежбани. И кој ни даде поклони спонзори, не можеме да се одиме од бината со најлони патики, Адидас, тренерки, протеини, знаеш, нема е видено луѓето кој знае колку интересно му беше. И тоа ќе ми остане значи во сеќавање. Чекај сега, а и порано постоја сите тие протеини како сега од типот на онакви канти кај што може да имаш протеински третмани. Постоја тие
време, не само ги немаше тоа време, значи мораше да се прашат или од Германија, или од Петар Челик, од Петар Челик беа квалитетни, ама не така како што беа Јасно. германските, американските. Понатаму имаш настапуване исти надвор државата. Да. Како, например, надвор, каква е атмосферата, на кој начин е односот кон македонските бодибилдери према тебе, како беше и во кои држави си бил? Па, ова е интересно прашање, пошто јас сум и селектор на македонската репрезентација. Значи јас ги водам репрезентациите по надпревари. И порано малце како скептично ги гледаја македонските билдери, ама пошто знаеа дека Македонија се наоѓа блиско до Бугарија, до Србија, а србите и бугарите се многу напредни во бодибилдинго и одоколу се сеќаше дека мора да некој поштовање кога имаат и си мислеа дека не може да има за слаби билдери кои што за сите тука се работат бугарите, знаеш какви се опасни светски прваци има тие. И после видео дека стварно е така. Дека стварно излега многу успешни билдери од Македонија. Дали има разлика од тоа како порано се билдаш и односот према билдањето од она што е сега? Еве, тука ти го имаш клубот, колку години е клубот, си променил неколку локации? Да. 3 локации имам променето, првата беше во музеот, втората беше спортската сала, ова е трета. Значи теретана во музеот. Да. Значи кој сака може да си прочита да си гледа тука, пак ти кој сака си билда. Сега за односот ме интересира. 24 години постојам, значи 95-та 20 мај. Значи наредната година 20 мај, 25 години постои фитнес парк. Супер. Да, тоа е голема традиција, да. Долги години. Сега разликата многу важно прашање постави. Значи многу важно и многу важно за сите што вежбат, значи така ќе му објаснам некои работи што стварно се многу важни. Значи луѓето не во светот. Значи во Македонија, не знам зошто секогаш касниме со се, почна да не ги ценат тренеро очи во очи, кога ти што му велиш на сцена, кога излезеш гледајте ме очи, случете и мобилните, ќе ви дам снимка. Да, уживајте. Да те сомена со сетните. Јасно. И исто и во бодибилдингот е така. Значи, светските прваци, сегашни, значи мистер Олимпија тој 8 пати станал, и са тој, шо мислат овие не знае да вежба тој? Да. Зошто има тренер? Зошто има тренер Реал Мадрид? Да не знае да шутира Роналдо или да не знае фудбал дига? Зошто има тренер Барселона? Зошто толка големи суми ги плаќаат и зошто ги земат и зошто ќе речат море сега од кога дојде овај како крена тимо? Ево Македонија сега тоа се изгуби и сега YouTube му е тренер. И сега е на YouTube. Што програма најдов на интернет. Од кај не виде како ќе пробате на тоа не. Ќе каже некој тренер не. Најголемата трагедија моментално се случува, значи во Македонија е исклучиво. И сега има стручњаци, да дека јас сум најголемиот стручњак во Македонија. Ми дојди, ако си во битова, дојди искористи го моето искуство, макотрпно, моето знаење, мојата почва имам пролеано. Значи, тоа не е случајно. Значи, Ајнштајн зашто рече, само искуството е знаење, се е друго информација. Тоа што го гледаш, тоа е информација. Ти го немаш ти пробано, ниту тренер ти каже ниту ништо. И тоа, значи, мора да се вратат на Ишпарценегер тоа го збора кога ги држи говори на неговите надпревари, јавно одказих што се е на мотивационите. Да, сега баш мотивациони има говори и светот држи. Сите тоа го зборат, значи може да те тренира човек, не може да те тренира компјутер, робот или апликација. Или Сега ме интересира тука во клубот какви луѓе идат. Кај мене исклучиво идат луѓе, значи што се слични како мене, значи не дозволуваме ние такви работи да си клај слушалките или да се изгуби или не знам што. Сега, и многу важно е на друга работа, што, например... Има кампањски исто, што се спрема исклучиво за наодмор да ги покажеш што машините. Али тие што се сталните членови сме поврзани како фамилија, значи, и назима и налето, пак ето назима кога е ладно, завршува со тренинг, се седеме таму на седмо седо, си правиме муабет општо за живото, значи и психолошки сме поврзани. Оти вежбањето не е само физички, туку е и ментално. Јасно. И некои луѓе да тука денес немам за вежбање, да не знае некој вид снов. Се снима некој видео успад и значи постои многу големо дружење. Само Битола има вистина многу теретани, најпојки од секојаш. Ама можам со гордост да кажам, значи дека сите теретани што се отворени, дали тие газите, дали сите потекнале од фитнес парк. Значи се започна од фитнес парк. Да, баш значи тука се започна. На почеток те прашав дали чувствуваш како конкуренти? Не ми пречи конкуренција, конкуренцијата е секогаш здрава, значи те разбудва. И тоа ќе видиш дали некој клау нешто што кај тебе фали или некоја справа или се, али секогаш најмило ми е на душата што секогаш кружи за мене истата приказна. Значи какви сакат справи нека клад, ние не одиме нигде за справи, ние кај тебе не идиме за справите, ако се добри справите, идиме за атмосферата, идиме за дружењето, идиме и за справите, и за знаењето што го имаш и за се. Значи многу мои членови е мило што јас му велам,
Значи слободно сакам да одите во друга теретана, како ќе споредиш. Да, Како ќе јасно. споредиш. Ти одиш во друга, јас кога бев в Канада, сега ги сватив сите теретани, за да осетам дали нешто ми фали кај мене, дали има нешто нема, тој се искуство. И мило ми е што голем број ојде во други теретани и скоро истиот број се врати назад. На крај, да. Да, се врати назад. А иначе конкуренцијата е одлична, е важна и здрава да ја има. И живеам со сите газди во градот и на секој ден клуб што се отвори, јас му идов на отворањето, му честитав, значи не сум замерен со никој. И секој си има некој одреден стил на живот и на вежбање и во таква теретана оди, например. Да обвинуваш некој зошто ти така, зошто вака. Јасно, да. Странците што дојде, се многу странци дојде во Битола, во Валето. И секој лето, 2-4 години работа. Родителите што заминале таму некогаш вежбале со мене, па са ги пуштат синоите, децата, оди кај палјото, сликајте се, вежбајте таму, со него почнавме, со него се започна. И сад баш вчера завчера имаше двајца синови еден другар мој и вели ако сме во Сиднеј и ние бараме ваква теретана, значи old school. Да. Значи не сауни, џакузи, нешто тушо и ти некој. Сакаме да дојме да извежбаме и да се одиме. Да се чувствуваш Да се чувствувам квалитетно, слободно, да. квалитетно, не да пазам тенерките шо фирмамите, шо марка и така. Еве дека спомна и помлади дечки кои што почнуваат да се занимаваат со бодибилдинг, што би им препорачал за билдањето, каков однос да имаат, што е предуслов, се зборувам за исхраната, начин на живот, што би им препорачал на младите кои што би сакале да се занимаваат со ова, заради тоа што има дел, дали ми се годините, дали сум спремен, да не ми се смеат, па има, знаеш, некој дали имам доволно килажа, малку сум подебел, па са идам исклучиво само да ослабам, што би им препорачал? Прво, значи, бодибилдинг е основа на секој спорт. Сега гледаме, значи, како што рековме, постои на интернет се може да видиш дека и НБА кошаркарите, и фудбалери, и скијачи, и боксери, и кикбоксери, значи мора да користат теретана. Оти без снага, ниеден спорт не може да обстане, не може да постигнеш високи резултати. И затоа е многу важна теретаната. Теретаната, значи, не бира, нема врска ни колку години имаш, ни која килажа си, ни која висина Да си. постоеш едно, ако толкав ќе останеш, ако си... Тоа мислам, да, си има некој плавија до 14 години. Да, минимум. Значи си има мора некој- да има полни 14 години за да може да вежба бодибилдинг и тогаш вежби седнат, легнат, значи значи пак си поарно има да не вежба просто вежби со големи тежини за да не му се спечи растењето. Значи во тоа има некоја вистина. Али иначе не одберва ништо бодибилдинг. Значи нема треба да го старосна поминат тој граница. страв, да се Да. дури Ни размислуваат. дали е дебел, ни дали има вишок на килограми, ни дали е слаб па да не се повреди дека Да, да. слаб бил. Значи нема врска слаби може да се попре, дебелиот може да ослаби. Стариот на 60 години са хит во светот, на 60 години жена почна да вежба, на 63 мис на светот во бодибилдинг. И мажот му со света и искомплексиран почитува да вежба. Значи нема старосни граници, значи нема ништо, се е во глата. Луѓето кога ќе сватат дека се е во глата, ќе да напред во сите области. Во фитнес паѓа дали има повеќе мажи или жени? Секогаш Знам дека во има Македонија- се одржува одредена бројка на девојки кои што вежбаат, значи Да, секогаш во и го Македонија, оправдуваат тоа дека жалосно е- битолските чупиња држат на Да, ама убавина. жалосно е што секогаш во Македонија се поќе машки што вежбат од женски. А на запад кај да удам и се или исто машки женски или се поќе женски. И друго нешто, за некам да критикувам дека има женски теретани да го сватат тие како критика. Нигде не седна во светот женска теретана, кај што вежбат само женски. Добро, кај нас тука малку и менталитетот са. Значи ова не е како нешто да ги критикувам, ама нигде не сретнав така и дури ме прашаја да му објаснувам зошто, значи зошто Да, го да. прават тоа. И јас му објаснувам па дека машки да ни гледат. Ако ќе да били во ноќни клуб дискотека Да, со да. минија тука пијани, тоа ќе гледат машки. Да. И тоа е само една како така како што треба да биде да се искорени кај нас и да си вежбат мешано. Значи Без никаков проблем, Без тое никаков што секој проблем. тука иде да си тренира и во се фитнес чувствува паѓа, си има слободен. склопени 7 бракови, 4 веридби, 10 долги врски, така да нека си видите, нека си размисли за кај е по-ово, во женска теретана или во машка. Така. Добро, едно прашање еве сега. Исто така ми текнува дека кога бев мал имаше едно списание ексклузив, како се викаше тие некои такви палјот има спиено со не Свет. знам колку свет, Белградски беше свет. белградски свет со колку жени има спиено. Има многу анегдоти приказни околу тебе, можда е нешто вистина, можда не е. Дали еве Сабине открил нешто околу тоа? Тоа вистина беше за белградски свет. Не стикаше Јанковиќ генерал, така? Да, нешто ми текнува како дете. Еј, палјото вака толку жени, онолку жени, колку има вистина во бројката? Па то прв пат настана таа идеја, дојде еден другар од Германија и вели во Германија има едно шоу за плейбои, како шоу, така вели си кажуват кој колку женски има спиено и после му даваат награда еден пехар
како пенис. Така, тоа е пекарот сега, да. И ако има спиеност, например, со 200 му даваат бронзен, ако има спиеност со 300 му даваат сребрен, ако има на кажа спиеност со златниот се 500 му бои. даваат златен. Така. Са тој не сме да лажи, тоа е секако бонтони на врста, значи Да. не сме да иди некој да лажи, море, одам какви идеја да почнеме ние да си ги броиме. Јас тоа имав 14 години и нема уште со ни една женска имано ништо. Почнавме си ги броиме и почнавме. Агрома сите бевме убедеца, значи сите супер градени, сите работи, кој се жени и кој странства за мене, јас се останам. Кој остана да брои? И јас се останам да си бројам. И така тогаш имав стигнато до некоја бројка на 578, ми се чини, се сеќавам беше. 2003 година беше. Во живот е кратка. Сега најго да не кажам. До кај сум стигнал. Сега имаме еден Отивам дебро малку тип, затишје за некој. кој ќе ти го подариме да го пополниш цел. А само ги запишваш или имаш и слики или сигурно имаш забораено. Некој слики, него ги запишва, али пак можам да кажам, значи други времиња беа некои интересни времиња беа Бугарија се одеше се сееше по 2 месеци. Да, и таму бројката скока. Таму бројката скока. Тие тоаш маце како посиромашни, така ние кој ќе пари плюс млад, стомашни коса, ово, оној кој ќе одбие комплетен кој ќе си. И така некои работи, Витолчанки имаше многу, ама тие не кажувам. Да, Пошто си нема знат смисла сам. Като си имат фамилии, деца се едно друго. Да, добро, нема ништо лошо, Да, поминале нема ништо супер лошо. период од животот, нормално. Да. Се има исто приказни некои случаи и ова чисто морам да те подбуцнувам за вакви работи заради тоа што нашите гледачи би сакале да слушнат и околу ова. Нешто со струмица во некој клуб, нешто маси, превртења, некои такви работи, нешто. Тоа со масата беше многу смешна работа. Надвор имаше како една летна дискотека и полно маси, немаше место нигде, и последната маса она му ни ја даде. И не дава маса тука, далеко од женски, далеко се не може да се одвараш. И управам полека ќе подкреваме масата и по еден чекор ќе се премествам. И так подкреваме масата, так. Потом поминуваат 2 песни, 3 дија погледа масата потом. Поминува 9 дни, погледа масата потом, пијачките ќе го нема да ги дојси пијачките. Едно време ние наседи на масата, си спикаме, сееме, рипаме, играме, иди келнерот со пијачките, брат се, ајнце го држи вака гледа, ни масата, ни луѓето ше парачаја. И дори се грб прти ни му мапкаме и тоа како дојдов тоа нешто да му правам како нешто дојдов тоа. Ете, уште една случка. Дека спомна и голема бројка на жени. Значи, само довербата е многу битна. Да. Дај некој трик, каже, еве, освен луѓе кои би се занимавале со билдање, чисто чекаат и некој совет, можда и некој трик. Во советот треба да му научиш мозокот на женските како размислуваат. А тоа е многу тешко? Тоа е тешко, ама јас му го научив, дека не 90%, 80% можам да му го знам. Можам да му прочитам мозок. Значи се гледа на начинот на гестикулација што ги прави, како се облеква, кој му се другарки, на кој места излегва и одма знаеш која сака убав, субо тело, која сака било каков да е, да има пари, која сака и се гледа тоа, одма се проценува. И кога ќе направиш муабет, тоа што ќе можеш да процениш како е шо. Оти во моје време не се одварахме ние на Facebook, се одварахме во живо. А сега на Facebook ќе напише на порака 2-3 ќе се најдат. Се одбија и не дали ќе позборват нешто. Да. И фактички во шој убајната на тоа да пати женска. Одам понатаму многу кратко и брзо, чисто ми треба да одговори заради тоа што веќе прекорачивме со време, ама мислам дека све ќе оди ова на интернет, ќе се гледа и на некој начин споделивме мислам интересни муабети, од сериозни и малку и некои така шеги. Исто беше кандидиран за градоначалник на Битола и помина еден тежок период. Да. Мислам, како гледаш на тоа сега? Да. Мислам дека како и тогаш зборав, исто да можам да кажам дека во светот не е битно градоначалникот да биде од партија. Значи нигде во светот тоа не се гледа. Тој е татко на градот и не треба да биде партиски. Јасно. Кај на свеста уште не е дојдено на тоа ниво. И прашање дали ќе дојде. Прашање дали ќе дојде, да. Иначе тоаш ојдов со цело срце, со цела душа, искрено за градот да го направам, значи стварно се внесив сами од себе, целосно, без пари, без реклами, без билборди, без телевизија и успеав да стигнам да бидам трет, значи прва беше ВМРО, втора беше СДСМ, трет бев јас. Па добро, Значи супер. тоа беше бев на трето место. Што пропуштија Битолчани, еве, сега сме 2019, 2013, 2019, што ќе се случи со Битола и Страшно се пропуштија. Животот си го пропуштија, страшно нешто пропуштија. Сега сите ми велат да се кандидирам пак, ама јас знам што ќе се случи, се знае каква е политиката. секогаш партиите играат Партиите ќе те запослиме државно или ќе му речат ќе ги изваиме од работа твоите роднини, мора да гласате за нас. Иначе
Значи, не е во рацете на партиите, пак ќе му кажам, се е во рацете на народот. Тој ако излези храбро, ако се реши, јас мора да направам некоја промена за овој град, еднаш да тргне напред, ќе направи промена. Битола, како гледаш на Битола, заради тоа што си човек кој што секој ти на Широксо живееш, како гледаш на градот вака сега во моментот во која состојба во смисла на дали си селуваат луѓе, цело време имаме таков проблем. Знаеш, постојано луѓето цело време има како јас заминувам ваму, јас одам ваму, сега ќе си селам и така натаму. Имам одено сегде во светот, значи имам не само шетано, туку имам и седено и работено. Значи ова не е само за мене или за македонците или за секоја нација важи, генетски си врзан со земјата кај што си роден и кај што биле родени твоите предци и ти си тука најсреќен. Така. И сега тоа некој ќе Камено тежи кај што му е местото. точно и сега ќе ти го одземи тоа некој заради тоа што ете не можеш финансиски да обстанеш, да екзистираш, да платиш сметки, да јадеш и ќе одиш во туѓина, ама не ето тоа. Ќе ти биде потешко таму, значи се знае дека ќе ти биде потешко, ќе добиеш луксузи или ќе добиеш може поубава екзистенција. Ама кога ќе дојдеш на лето, тука ќе видиш главен пак. Затоа трчат сите на лето по да се вратат да се покажи тука, зашто тука се цени, се гледа, сите работи. Иначе за градот многу огромен капацитет има овој град. Значи јас се чудам на Широцо кога ќе видам колку многу туристи идат, а немаме ни езеро ни море. Да. И не само јас и другите се чудат. Значи има некоја магија, дали е Божји град, дали Господ го штити, дали го сака. Али за градот не треба да се плашиме, јас не се плашам, оти стигнал и до 25.000, до 30.000, би бомбардиран во војните светски, па пак се кревал, јас имам надеж дека градот пак ќе се крене. Ама луѓето еднаш мора да се свестат дека во нив е клучот на ова работа, тие треба да решат за тоа. На Кабадајлукот како гледаш и чисто вака, што мислиш? Имаш и Што е Кабадајлук? Да, Кабадајлук, што е најголем Кабадајлук во Битола според тебе? Оти сад, например, викат најшобично си набилдан да помениш ни широк. Што е најкабадајско нешто во Битола? Што е Кабадајлукот? Кабадајлукот се во Битола се израздал и од порано и сега. Дали многу се измена сега заради тоа што современите се сменија? На разни начини се израза. Например, на времето тој со Пајтон и два козел, во едниот Пајтон капата се возеше, во вториот Пајтон тој, а за сам на двата оди во првиот се клава капа. Или сега да паркираш на пешачки за Кабадајлук. Кабадајлук некако пострано може да се манифестира сега пошто се е видено. Да. Значи има джипови какви сакаш, има мерцедеси какви сакаш, има коли какви сакаш. Ево што е сега нешто? И сега Кабадаја, за да испаниш ти Кабадаја, треба да бидеш некој оригинален, некој нешто што не може секој да биде и што ќе ги допри луѓето во срцето, например. На таков начин нешто да бидеш ти. Иначе и на плажа видени се многу работи, значи и развиен да си и со стомаш и без стомаш и се. Ама пак нема да изумри Кабадајлук во Битола. Не, тоа е наша црта. Например, нема шанси некој ако ти речи вечер се пари ќе резервирам, ти намачиш аваман, ќе семе простум, не кој простум што ти е шишен, торе се пари. Кошулата, ланецот, златен, некој работи нема да се изгубат никој. Да. Фала ти многу на разговорот, мислам дека направивме од сериозни до неразлични одам. Што идејавме дома. Евротип спортските облажувалници, благодарение на нив ти снимаме ваков тип на емисија, снимаме со одредени луѓе од нашиот град, се надевам дека понатаму ќе го продолжиме целото, да снимаме и луѓе од цела наша земја. Ти имам едно поклонче за тебе, прво ме интересира дали се кладиш или не, пратиш спорт, фудбал? Понекогаш се кладам, да. Така чисто за забава. Имаме еден подарок за тебе од Европски спортски облажувалници и се земиш тука пиеш винце, едно друго трето, имаме и други работи. Еве ти тука да продолжиш со запишување на девојките, да го прекинато или не? Нема прекинање. Не, супер. Добре. Баш ми е мило и дали ќе може на крајот само еднаш онај джангл звук да го направиш и готово за крај на емисијата. Тарзан? Да, Тарзан. Убој спан. Hvala Bogu se gleda na